Пациенти од внатрешноста оставени сами да се снаоѓаат за хроничната терапија. Кичевчанката Валентина за Алфа сведочи дека со месеци се обидуваат да најдат лек за нејзината мајка, болна од хроничен ревматоиден артрит, но лекот кој со години го користела повеќе го нема. Вели од аптеките им одговориле оти државата ја повлекла целата терапија за лекување на ковид позитивните пациенти. Лековите више 1 месец се обидува да ги најде во аптеките во Кичево и во околниве градови, кај што има контакти за да ми ги побараат и сакаат истиот одговор дека сите резерви од апчињата се откупени од страна на државата. Заради тоа што хлорикинов се покажа како успешен во лекување на болните од COVID-19. Павлеска алармира. Мајка ми е со постојани болки, а последното кутивче од лекот што успеавме да го најдеме, моравме да го поделиме со уште една пациентка. Вели не смее да се ризикува здравјето на едни пациенти за сметка на други. И болните од реума се ставени во ризична категорија од коронавирусот и не се во можност да дојдат до лекот. А со прекинување на терапијата, значи сепак реумава ги напаѓаат зглобовите, екстремитетите. Не се во способност, значи со висок реума фактор болните лажица не можат да се иземат во рака. Аптеките кои Алфа ги консултираше признаваат оти државата ги повлекла резервите на овие два лека уште на почетокот на корона кризата. Министерот за здравство пак вели, оние кои имаат потреба од ваков лек да се јават во агенцијата за лекови. Може за двата лека кои што се користат и за реуматоиден артрит, меѓу другото, или на клиниката да се јават, или во некои аптеки, со сигурност е веќе дистрибуиран, ми се чини минатата недела. Пациенти со истото хронично заболување алармираат оти повеќе од една година лекот Арава за третирање на болеста не можат да го набават во земјава, па го носеле од странство. Во услови кога сите земји членки на Европската унија ги затворија рампите за Македонија, лекот не можеле да го набават ниту од надвор.